Викендов читав с исклучиво провладени медиуми, си наметнав една таква тенденција, еве, да видам како размислува еден просечен член на власта и на владеачката СДСМ, заглавен во тој балон. И сликата која ми е создадоа е дека опозицијата деструктивно го блокира законот за финансиска помош на компаниите, а власта херојски, храбро става болни пратеници во скафандери и ги носи во собранието да гласаат за закони. Искрено, дури од таа позиција на човек кој ја гледа само едната страна, ми беше навистина тешко да сватам што е толку храбро во тоа некој да облече скафандер и да отиде во собранието. Ова утро имаме другата страна, имаме опозицијата, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е Никола Мицевски, кој треба да ни објасни зошто опозицијата го блокираше законот за финансиска помош на компаниите. Вака, еве и јас исто како вас, во текот на минативе неколку дена се чудам на одредени медиуми како можат да пласираат такви вести. Да почнеме хронолошки, би сакал вака повеќе за граѓаните да објасниме, значи имено петиот пакет на мерки, кој што е недоволен и кој што не ги офаќа сите категории на граѓани, затоа ни се случуваат и сите тие протести кои што ги имаат секојдневно пред влада, како и многу други структури, односно фели во стопанството, кои што реагираат до власта, го најави на почетокот на февруари петиот пакет на мерки. Петиот пакет на мерки на влада им помина на 16 февруар. Законските решенија, трите закони кои што влегуваат во петиот пакет мерки, во собрание стигнаа на 19 февруар. Че во моментов сме 19 април. Така е. И до вчера, до денот на изгласувањето на петиот пакет мерки, поминаа 2 месеца. Што се случуваше во меѓувреме? Значи, прв пат на седница беа закажани за 21 март. Тие беа повеќе од месец дена стигнати како материјали во собрание, но не беа ставени на пленарна седница. И тоа за се ова до сега, до 21 март, не е виновна опозицијата. Така. Тоа се... Вие не можете тоа да го забрзате, да го ставите на дневен ред. Тоа се процедури, председателот на собранието решава Талат Джафери има вина. Така. Решава на која седница ќе се стават кои законски решенија. И јас ја разбирам потребата зашто се каснеше тоа. Само тоа не го објаснија на граѓаните. Пошто немаа пари. Немаа пари. Ја чека евроврсницата од 700 милиони евра, за да можат дел од тие минимални средства да ги испратат на граѓаните. На 21 март доаѓа на дневен ред. Доаѓа потребата од утврдување на, бидејќи беа во скратена постапка, потребата од почнување на постапка. Овие три законски решенија беа ставени со многу повеќе закони на седница. Јас како координатор на пратеничката група побарав да се одвојат пакетот мерки и закони од другите за да се забрза процедура. Во меѓувреме имаме целосна блокада на собранието од страна на Алијанс и Алтернатива на сите законски решенија, меѓу кои беа и овие, поттикнато од нивното нерешавање на проблемот на законот за државјанство. Нешто што Зоран Зајфин го вети. Така е. И нив, и на коалициониот партнер негов Беса, и на така е. Останатите албански политички партии. За нас ова законско решение не беше прифатливо вакво што е, како што е, и поднесовме 500 амандмани на самото законско решение. СДСМ се изјасни дека ваков закон каков што е не може да се поправи амандмански и затоа ќе гласаат против. Така, Левица исто беше против, така да има некоја бројка од прилика 80 на пратеници, 2/3 и повеќе против, кои што беа против ова законско решение. Во меѓувреме Алијанс од Димет поднесе амандмани на пакетот мерки. На сите закони. Се што влегуваше во собрание, буквално на било која комисија, беше почна една мачна процедура на преговори со нив. За на крај, еве, овие денови, да го гледаме премиерот Заев, како најавува дека ова законско решение можело и амандмански да се поправи. Истите тие, кои што пред месеци и нешто дена не уверуваа дека ова законско решение е толку лошо што не непоправливо со амандмани, да во дел од изјавите кои што ги дава
премиерот Заев заедно Им попуштил очигледно. како и секогаш, Во ред. како и секогаш. Но, каде е блокажата на ВМРО ДПМН, тоа што јас го читам и го гледам на телевизија, Сега- на пакетот мерки? Сега ќе дојдеме и до тоа. Значи, што се случува? Гледајќи дека е заглавен петиот пакет на мерки, ВМРО ДПМН предлага да се повлечат 500 амандмани со цел во знак на добра воља Алијанса и Алтернатива да ги одблокираат овие законски решенија. И тоа се случи. Дента кога беа повлечени амандманите од законите од петиот пакет мерки од страна на Алијанса и Алтернатива, ВМРО ДПМН во утринските часови во средата на 14 не ме држите за збор која дата беше, закажа Комисија за финансирање и буџет, која што ја води председателот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, колегата Тимчо Муцунски, и експресно тие закони помина. Имавме 17 амандмани кои што офаќа 3 столба за парите да бидат неповратни, да бидат прифатени одредени други групи кои што не се вметнати во нив и слично сите беа одбиени, меѓутоа во насока да се добијат и овие малку средства, недоволно испланирани, оставивме да поминат така законските решенија. Средата ние можевме веќе околу 12:15 да имаме седница на која што ќе бидат само овие законски мерки. Господинот Џафери, пленарната седница закажана за тој ден ја закажа во 12 часот, ја почна во 12:30 и во 13 не информираше дека администрацијата треба да оди да се вакцинира и завршуваме со работа. Во попладневните часови имавме заедничка координација, координаторите на пратеничките групи со председателот на собранието. Тоа се редовни и воредни координации на кои што го договараме текот на седниците и што би се дискутирало во текот на наредната недела, за да можеме да имаме одредена предвидливост, а и ние како координатори да ги информираме пратениците по основ на тоа што треба да се работи. Што се договоривте таму? Побарав на таа координација веќе во текот на утрешниот ден да биде закажана оваа пленарна седница на која што ќе го изгласаме петиот пакет мерки. Значи за четврток да имаме седница. Истото го направи Алијанса, истото го направи Социјалдемократскиот сојуз. Господинот Џафери рече дека до петок нема да има седница, затоа што во теков навеше 32-та седница. И тоа не е спор. Во четврток, додека се одвиваше 32-та седница, влезе со некое нерационално барање во текот на попладневните часови. Какво? Да завршиме со 32-та седница, да ги изгласаме законите почнувајќи од 32-та седница, иако нема кворум, и да продолжиме после 18 часот со 36-та седница. Наше барање и наш приоритет беше дека барањето на граѓаните е пакетот мерки. Е најбитен. Значи 32-та седница и седници како 32-та има уште 20 незавршени. И предпоставувам Талат Џафери беше доволно достоен и доволно свесен и пакетот мерки го стави прв. За жал. Не. Тука почнува целата приказна. Очигледно имаа некој заеднички план, неколку дена медиумски да ја напумпаат јавноста дека се кочи петиот пакет мерки, за да можат да го извршат оно што на крај го направија, а тоа е да ги скршат и уставот, и законите, и деловникот на собранието и да донесат позитивни луѓе во Но, собранието. пред да помине пакетот на мерки, помина и она што беше гласано во 32-та седница на собранието. Така е. Што е толку важно што беа приморани да ги донесат оние луѓе во скафандери да дојдат и да гласаат за него? Што е тоа што е толку битно што мораше, нели, велејќи дека ќе го гласаат пакетот мерки за кој гласавте и вие, ќе беше изгласан и без тие пратеници, тие мораше да донесат болни од COVID-19 пратеници да гласаат за Господине пакетот. Златев, 32-та седница е како и секоја друга седница. Приоритет на граѓаните беше пакетот Во на ред, мерки. го знаеме тоа, но Меѓутоа, што имаше на 32-та? 32-та седница има неколку точки, меѓу кои најглавна е Законот за јавни набавки. Што се менува таму? Во Законот за јавни набавки во еден член се менува можноста да може 100% да се исплаќа авансно во случаеви поврзани со ковид кризата при договори во 4 очи за јавни набавки. Тоа значи дека Тоа значи дека
она што се случуваше во текот на минатите месеци, за кое што немаше законско решение, а тоа е набавката на вакцини од Хонг Конг, од спорната криминалната со дупло повисока цена и така натаму. Исплатени 12,5 милиони евра без законско решение соодветно во државата да се легализира и да можат да продолжат и понатаму. Да можат да земаат провизии во 4 очи за набавки кои ќе ги прават. Зошто го кажувам ова? Ова законско решение беше потребно да се промени, да се разберем. Значи, набавката на вакцини и борбата по апарати и вакцини во периода во светот е немилосрдна. Меѓутоа, што чекаа година и кусор од почетокот на пандемијата за да го направат ова законска измена? Очигледно, кога беа фатени со дадениот аванс на ново формираната фирма во Хонг Конг од 12,5 милиони евра и кога тоа се обзнани пред македонската јавност, мораа да бараат законско решение. Мицевски, го влегоа тие пратеници, го изгласа сето ова. Океј. Не е океј. Ситуацијата е така каква што е. Океј, во делот, ајде да проанализираме некои други детали. Каков е деловникот? Какви се правилата на собранието во однос на тоа пратеници да гласаат од некоја кабина горе, а не да гласаат доле во салата? Во таа кабина може некој пиштол им држи за нив. Хипотетички ве прашува. Така е. Значи, она што вчера се случи е рушење на демократијата и рушење на демократските стандарди на собранието. Класичен упад во работењето на независно на пратениците. Не може, значи, некој протокол кој што бил испратен од собрание до Министерство за здравство, до Комисија за заразни болести, да биде поголем од уставот и од законите во оваа држава. Собранието е највисок орган во државата, кој што ги контролира овие министерства и институции. Со Јане снимателот, кога бевме на кај Крива Паланка да снимаме за криминалите на луѓето на Лјупчо Николовски, не застана полиција. И не казнија по 10 евра затоа што не носевме маски во автомобилот, а реално цел ден сме заедно, цел ден заедно работиме и навистина веќе преку глава 200 километри под маска да возиш малку е како да ви кажам незгодно и ги тргнавме. Викам ајде, цел ден сме заедно, секако ќе се заболиме ако сме болни. Не застана и не казнија. Нас не казнија затоа што не носевме маски, уредно ќе си ги платиме казните. Она што е проблем е што човек болен, позитивен на COVID-19, пратеник, ставен во комбе амбулантно, додека граѓани чекаат да ги земе амбулантно комбе и нема, го донесува во собранието, кршејќи ги сите протоколи да гласа таму. Значи, мене ме казнуваат за една маска, а тој може позитивен да се шета и никој да не го казни и кривично да не одговара. Вашата казна е исправна, затоа што така треба да функционираме и да ги почитуваме. Ниту се жалам за таа казна. И треба да ги почитуваме. Јас не се жалам за таа казна. Не е оправдување тоа што Јане сте целен законското решение е тоа што е. Меѓутоа, проблемот е што сега треба да ја видиме власта дали истото ќе го направи. Ја мојата казна ја прифаќам, не барам да ми ја скинат. Ќе си платам 10 евра. Затоа што во оваа држава има устав, има закони. Значи, има одредби согласно кривичниот законник, кај што во член 205 се кажува дека лице позитивно, изолирано, не може да ја напушти куќата. Имам решение издадено од Државниот завод за здравствена и санитарна заштита, кај што вели дека единствено излегувањето од дома треба да биде за на лекар и дека треба претходно да биде пријавено на полиција. Што се случува сега? Ние, иако немаше потреба, значи и за таа 32 седница, Алијанса на албанците и алтернатива најавија дека ќе бидат над. Во салата имаше 71 пратени. Може да ги поминат. Така е. Која е целта? За втората седница, 36-та, 115 пратеници гласа. Која беше потребата да се носат тие двајца заразени, да се загрозува безбедноста, животите, која беше здравието? Тебе кажете ми. Демонстрација на сила и непочитување и внесување на страв кај граѓаните. Единствена намера која што ја гледам од
сегашен аспект, после неколку дена, продуцирање на криза непотребно, затоа што и 32-та и 36-та седница може да завршат, посебно 36-та кај што беа пакетот мерки уште во четвртокот, кога беа тие непотребни кавги и монолози на господинот Џафери, кога тропаше по масите, и поминување на нивната нова нормалност која што ја прикажуваат, а тоа е стално да имаат вака обезбедени пратеници. Демонстрација на сила. Демонстрацијата на сила е најголемиот проблем. Мицевски, нели следува, еве самите кажавте дека со закон е забрането, колку што знаме, јас проверив, сега не сум да толку само провладени медиуми да читам, нормално дека бевме цинични на почетокот. Зарем не е предвидена и затворска казна за овие пратеници, за ова кривично дело, што е загрозување на здравието практично? Апсолутно, апсолутно, затоа што знаете што, проблемот е што пробуваме да ги убедиме граѓаните да веруваат во мерките и во протоколите на здравствена заштита. Власта тие ги крши, донесува имунитетот важи за ова пратеничко. Како може да важи имунитетот за ова во состојба? Господин Златев, ние се наоѓаме во кризна состојба. Државата се наоѓа во моментот во кризна состојба. Ние имаме над 4000 луѓе починати. Ние сме единствена држава која што до моментот во на нејзина територија нема дојдено една купена вакцина. Телефонирав вчера со еден еден функционер на СДСМ, нема да го именувам затоа што се работи за човек со кој сме нели пријатели, не е дел од собранието и разговаравме и ми вели, абе знаеш, луѓето ќе мислат дека еве власта сега помогна во пакет мерките, вика кога ќе им стигнат парите на фирмиве на сметките од една страна, како дури вика сега ВМРО да се издокаже како било што било работата, а од друга страна вика не можат да ги затворат овие затоа што се пратеници нели имаат имунитет. Баш имунитетот беше тема и на некои портали и социјалните мрежи дека стварно не можат ништо затоа што имаат имунитет. И утринава пред да дојдам додека се подготвував за ова интервју, гледате ве излажав дека само провладени сум читал, се консултирав со адвокат и ми вели имунитетот важи за притвор. Значи нив не можат сега да ги однесат во притвор, но обвинителството може да потегне постапка, може да се поднесе обвинение, може да се почне судски процес, може да се судат тие луѓе, може да се пресудат тие луѓе, па доколку се уште се пратеници од која ќе им дојде пресудата, потоа има мандатно-имунитетни комисија и така натаму. Сепак тие луѓе може кривично да одговараат. Така е, и ние како ВМРО ДПМН ги разгледуваме можностите за поднесување на кривична пријава за сите инволвирани. Јас ќе ве замолам и вас како новинари, не само вас, туку и сите новинари. Ајде сега да бидеме малку поголеми од моменталните потреби на власта и сите заедно да испитаме кои се тие документи и кој издаде документ да може позитивни лица да излезат од изолација и да дојдат на работа. Луѓе, ова што го правиме во државата во ситуација кога многу сектори се на колена, кога луѓето крај со крај не може да врзат. Не имаме циркус. Угостителите не можат крај со крај да врзат. Таксистите не можат крај со крај да врзат. Туристичките работници не можат крај со крај. Медиумите не можат крај со крај. Затоа што маркетингот прво тоа го сече. Ги затвараме сите, а од друга страна носиме непотребно позитивни пратеници на работа. Па каде е тука човечкото, моралното, да дојдеш во собрание и да ги заразиш колегите пратеници, биле во скафандери. Ма немој. Тој протокол кој што го кажува дека постои, се однесува за лица кои што нема симптоматологија изразена со COVID-19. Ние вчера имавме јавна објава од колешка која што кажа позитивна сум, ама заштитена сум, јас ќе дојдам. Од кај знам јас позади стаклата кои се тие? А горе имаше на нејзиниот ковер, да биде иронијата уште поголема, на Facebook седи дома. Значи ние ќе седиме дома, а таа со наша државна амбулантна кола ќе оди во собрание. Дополнително, колешката е дојдена од Битола. Значи таа амбулантно возило го користи како такси превоз и цел ден ја чека. Граѓаните чекаат превоз, некој можеби во моментот нема превоз, за тука амбулантното возило да стои како такси служба. Не е во ред, Лјупче, и жалам што вчера во текот на попладневните часови се изначитав
релативизација на оваа состојба од многу провладени медиуми и посебно од министри за кои што треба да го осудат тоа. Например, министерот за правда, човекот кој треба... Министерот за правда ова го нарече херојски чин. Кршењето на устав, законите. Херојски чин е да отидеш во скафандер да гласаш на седница за нешто што и така ќе помине. Херојски чин е да отидеш и да помогнеш во некоја ковид болница кај здравствените работници кои што се испаѓани од работа и од она што им се случува секој ден, и посебна благодарност за сите здравствени работници кои што во секој миг се борат за животите на... тоа е херојски чин. Да демонстрираш сила во ситуација кога и на првата седница, иако најавија Алијанси алтернатива, имаш доволен број на пратеници и ќе се изгласаат тие работи, и на втората седница на која што ние кажавме дека ќе бидеме присутни за мерките внатре, да дојдеш да демонстрираш сила, да рушиш устав и закони, и тоа да го пишува министерот за правда е апсолутно несватливо во една држава. Еве сега ќе бидам малку искрен со вас, колку ова е на многумине кои не сакаат да ја прифатат реалноста, ова ќе им звучи лудо. Ние во Македонија имавме ситуација пред 27 април каде што со две раце во хол изгласаа председател на собрание, па потоа влезе толпата народ, па се случи еден идиотски чин кој ќе остане запаметен во историјата на Македонија. Кај нас помина промена на името со, и вие ги гледавте многу поблиску од мене сите тие случувања. Се случи промена на името со оние 8 пратеници така уценети. се случи систематско силување на правото. Па беа ова е второ носење во скафандери на пратеници, ако не се лажам. И претходно имавме на онаа конститутивна седница беше еден пратеник донесен, ако не се лажам. Да. Ние постојано имаме силување на она што се нарекува парламентаризам и собрание. Јас себе наискрено си го поставувам прашањето, па што воопшто не лажат дека постои собрание и дека тоа собрание може било што да смени. Кога гледаме дека со такво стаклено мнозинство какво што имаат, практично не силуваат. Што не го укинат веќе еднаш тоа собрание и барем да го видиме виновникот со име и презиме, со Зоран Заев, а не да се крие за оние пратеници кои ги испраќа со амбулантни возила да гласат. Сигурно на онаа од Битола не и текнало самата да го облече скафандерот и да влезе во амбулантна кола. Не, од партија и се јавиле. И на тоа треба сите да ни биде јасно. Баш ме интересира што е тој документ вчера што го најавија дека била прегледана од инфектолог и дозволиле позитивна да дојде во собрание. Значи, Лупче, ова е скандал од невидени размери што се случува. Како тој инфектолог? И не смееме да дозволиме да помине. Државниот здравствени санитарен инспекторат дава документ. Изолацијата значи да седиш дома и можеш да одиш на лекарски предлог со пријавување на 192. Ние имавме вчера пратеник кој што дојде на работа, кршејќи ги сите протоколи и прво уставот и кривичниот закон. И уште еден, тој со свој автомобил од на Лиле Поповска, добро, не е веќе председател таму Лиле Поповска. Маја Морачанин. Знаете што е поентата? Значи, спомнавте состојбите околу 27 и сето она што се случуваше. Наваму. На почетокот морам да кажам. Јас апсолутно ги осудувам сите насилства кои што се случуваат. Меѓутоа, сега имаме опит за загрозување на животите на пратениците и на стручните служби во собранието со внесување на позитивни лица за кои што се знае дека се позитивни во собранието. Не ме интересираат сето анонимно кажување кое што го кажуваат дека биле заштитени и се движеле по посебна рута, тие беа со нас. Тие беа некаде качени горе, ние не можевме да ги видиме во белото дали се они или не. Тоа е еден вид тероризам. Од друга страна, за тероризам имаме луѓе осудени по 15, 17, 18 години неправилно, се со цел да се внесе тој страф помеѓу граѓаните, да се внесе и за жал и тогаш почна од собранието. Повторно ќе кажам, да се разбереме. Јас не оправдувам насилство, меѓутоа треба сите заедно да помогнеме тие неправилно осудени граѓани во местени судски процеси, да им почнат процесите одново и да добијат тие што треба да добијат реални
казни, а другите да бидат ослободени, затоа што луѓе лежат неправилно осудени, се со една цел, да се внесе стравот во македонскиот Затоа народ. колку е смешен тој случај, обично прв пат во Да живот го завршам само, коментирам. извините. Во втора фаза, сега кога колата е тргната на удолница, ние ќе се занимаваме дали ВМРО ДПМН го подржал 30 овој петиот пакет на мерки или не. Па луѓе божи, ние бараме веќе месец дена да помине тоа. И сега ќе се занимаваме дали ова е вистина или не. Јас мислам дека не случајно и ова е направено сега, прво, за да скршат една процедура и стално да можат ова да го носат доколку вака дозволиме, и второ, значи да се извртат фактите и фокусот да биде во собранието. Да заборавиме моментално на Рашковски, на кукниот притвор, да заборавиме моментално на возењето мотери и хеликоптери и да се фокусираме на друга работа. Околу Фарли Рашковски. место на граѓаните и ајде сега ќе Околу зборуваме. Рашковски. Премиерот Зоран Заев, откако се објави тој скандал, ако не слажам 360 колегите го објавија, со набавката на софтверот, премиерот Зоран Заев следниот ден излезе и на пресконференција јавно кажа дека сето тоа што го правил Драги Рашковски било легално и дека тој бил запознаен за сето тоа. Тоа го прави Зоран Заев соучесник во овој кривично правен настан. Сега треба и Зоран Заев да оди во обвинителство, затоа што осомничениот за тој настан е во притвор. Тоа значи дека и Зоран Заев, кој тврдел до последен момент, самата изјава негова го имплицира сето тоа, кој тврдел дека сето тоа е легално и дека нема што, таму ние сега јас направив истрага, се сеќавам убаво на зборовите. Заев кажа, тој направил истрага и се било чисто. Дали вие мислите дека во вашето радио лидер може да помине нешто без вие како главен уредник и директор да знаете за тоа? Се случувало, но потоа имало казни, имало оградувања. Ама да го браните тој што го направил тоа? Никогаш Е, не се сега ќе ви случи. дадам еден податок, побарајте снимка од Дури сум отпуштал луѓе за такви работи. Побарајте снимка од последните пратенички прашања, не се сеќавам која е наша пратеничка, постави пратеничко прашање во однос на Драги Рашковски и видете го одговорот кој што го дава жестоко, бранејќи го Рашковски, премиерот Што Заев. кажа поточно? Не се сеќавам точно што беше поточно, меѓутоа побарајте ја снимката од Ќе пратеничките прашања од последниот четврток од март. Да видите каква одбрана има господинот. Ама не е прв пат. Вака се бранеше и Боро Малборо. Ама Боро Малборо е слободен граѓанин. Така е. Се пукаше со Така полиција е. и шверцуваше цигари и сега е слободен Вака граѓанин. се бранат сите На блиски. Лидија Димова кај да ќе застаре делото. Зарем не треба и тоа да го дозволиме? Ден Дончев во овој момент е во Австралија, не е во Македонија. Исто така. Исто така беше бранети Ден Дончев. Другарчињата на Заев сите беа бранети од него, а сите завршија на начин, меѓутоа завршуваат во моментот кога веќе Нема назад. раката покажува кон првиот човек. И затоа е полесно да се ослободиш од товарот и да продолжиш Да бидеме понатаму. доследни И затоа кон треба да вистината. размислат сите оние кои што ги прават овие сите за мене чудни работи, вклучувајќи ги и пратениците. Затоа што во моментот кога ќе се потенцира или ќе се покаже кон тој главниот виновник, ќе бидат вишок и ќе бидат Мора да отстранети. бидеме доследни кон еднината. Еден од другарчињата на Зоран Заев во овој момент е во притвор, тоа е господинот Сашо Мјалков. Он е во притвор. Значи, имаме и пример на некој кој на вистина е во притвор, ама знаеме тој некој од каде доаѓа, нели? Да се вратиме на собранието и проблемите кои што ги имаме, Воред. да, пошто ќе ја малку е времето, а ќе ја расплинеме целата. Да се вратиме на собранието, на вистина е важно ова што се случува за еднината на Македонија. Мене друго нешто ме интересира. Мене ме интересира дали може овој глас да се стави некако неговата легалност пред судските власти, пред она што се нарекува правен систем во државата. Зошто? Затоа што, според мене, ајде и што биле позитивни. Океј, може би некако нашле начин, ги транспортирале у кабина, ги ставиле и ги донеле. Самото тоа што не се присутни доле, во салата, каде што треба да присуствува еден пратеник, е проблем. Затоа што ние не знаеме, и самите кажавте, не знаеме дали се навистина тие, дали е нивниот идентитет прво, и второ, ние не знаеме, може би под закана гласаат. Еве, ајде, оваа од Битола Будала ја видовме, самата се пофали. Ама тој од дом, че може би човекот бил присилен. Сакаме да чуеме, да видиме. Дали тој глас е воопшто легален глас? Тоа е она што ме интересира. Видете,
гласот како глас е најмал проблем во ситуацијата. Знаете каде е најголемиот проблем? Ние со некој протокол кој што собранието го пушта за одобрување до Комисијата за заразни болести, го рушиме Уставот на Република Македонија. Најголемиот документ. Ние го рушиме кривичниот законник. Ние го рушиме Законот за заштита на населението од заразни болести за мерките изолација поради потврдени случаи на симптоми на COVID-19. Тука треба да се фокусираме. Ние веќе имаме дефект во системот. Нам ни е зариван моторот. Нема да го гледаме лагерот. Значи, тука треба да се фокусираме. Кој дозволи, посебно на тие смешни изјави кои што ги даваат, некој со дозвола на инфектолог дошол. Луѓе, позитивен човек дојде на работа во собранието во ситуација кога не требаше. Трагични и траорни случаи имаме кога луѓе блиски во фамилијата поради тоа што се позитивни не ги пуштаат да одат на погреби на своите најмили. Има кривични пријави и казнени мерки против еден куп граѓани во државата за неносење на маски, за непочитување на ова. Сега знаете што треба следно да направиме кој собрание? Да донесеме закон и да ги ослободиме од плаќање на казните сите овие кои што досега платија казни, а ја напуштиле изолацијата. Проблемот, господине Златов, е како да ги убедиме граѓаните да ги почитуваат здравствените протоколи после ова. Туку што ми пристигна една порака од еден граѓанин, навистина не знам дали е точно и не можам да потврдам во овој момент, но дека вчера во Битола еден граѓанин не можел да дојде во Скопје со амбулантно возило, иако доживеал инфаркт, затоа што немало амбулантно возило, биле сите зафатени. Ама нормално е. Еве, ова ми е порака од граѓани, не е потврдено, не би сакал, може би не е точно. Не би сакал да навлекувам. Но собранието може би хипотетички убило човек вчера. Не би одел толку радикално. Да, не сакам да бидам радикален, затоа што сепак сум координатор на пратеничка група и со мојот збор одговарам и за 44 пратеници, меѓутоа ваква е реалност. Дали е точно или не е најмалку битно. Проблемот е што се случуваат вакви работи. Ова било во Битола, такви ситуации имаме друго. Знаете што е многу интересно? Во предонесувањето на буџетот за 2021 година, пратеничката група на ВМРО ДПМН имаше многу амандмани, релативно многу. Меѓутоа, имавме 3 клучни амандмани. И тоа е бесплатно тестирање за ПСР тестови во сите јавни или приватни здравствени установи за сите граѓани во Република Македонија на товар на фондот. Знаете колку пари дадоа граѓаните само за тоа? No. Второто, Јас само 200 евра имам даден. Набавка на нови амбулантни возила за потребите на клиничките центри и здравствените домови во државата за олеснување на ситуација. Знаевме дека е ковид. Знаевме дека ќе треба да се транспортираат луѓе. И тој амандман беше одбиен. И третиот столб кој би го рекол, со една приближно точна пресметка од Агенцијата за администрација, за вработување, да се примат сите здравствени работници во државата, во јавното здравство. Да им го олесни, и тоа беше одбиено, морам да кажам. Значи, буквално бројка со пресметка колку луѓе се невработени, лекари, медицински работници, лаборанти, техничари и слично. Да го олесниме процесот на работа, испопаѓаа луѓето од смените, година и кусур на одмор не се отидени. Од друга страна гледаме дека се патува за Дубај, се патува за Мексико, па иронично се кажува, сега бил периодот, ефтино било во Мексико. Па луѓе немаат ден одмор видено. Здравствените работници кои што работат во ковид центрите, не можат родителите да си ги видат несакајки да ги изложуваат на здравствени проблеми доколку нешто се случи дома. Децата не можат да си ги видат. Од друга страна, викаме дека пазите, пред 3 дена на тај фамозен четврток и стварањето на проблемот за да се надува балонот, да излезат како херои овие пратеници, господин Џафери ни вика, ние имаме тројца позитивно заразени, не можам да ги донесам. Како бе у недела можеше да ги донесеш? Затоа што во текот на тие 2-3 дена, предпоставам дека во саботата направиле дополна направилно. Она што го слушам од вас ово утро, вие сметате дека пред се цела оваа фама не е направена ни за да се изгласаат тие спорните од 32-та, тие можеше тоа да се одложи па подоцна да се гласа 32-та.
како и многу други 20 незавршени седници, Лјупче. Сега, другото прашање ми е, понешто го гледам, вие, ако ве разбирам добро, сметате дека целата намера да се случи ова е да се направи еден спин, односно целата јавност да се тргне од мафија, Апсолутно. Мафија 2 и нели Рашковски. Тоа се Апсолутно. 3 големи скандали кои власта во изминатиот месец, првата е со пасошите, дека сите криминалци од регионов и пошироко добивале македонски пасоши, втората е околу нели тие двојни матични броеви и третата е апсењето на Драги Рашковски. И четвртата ја заборавивме, дека Деа дојде на наша територија и ни го уапси командирот на полициската станица во Прилеп. заедно со шоферот на Трајче Заев. Толку многу скандали има што гледате каков скандал, со ваков скандал, само тој скандал што го заборавите да го спомните. Да. Паѓа влада. Да. Паѓа влада. Да. Во И нормална ајде, држава. сега ќе правиме вештачки проблем во собранието. Пазите, изгласавме пакет на мерки кои што важи за февруари март. Па ние сме 20 април, 19 април веќе. Законов важи за февруари март. Дополнително со амандмани го продолжуваме рокот. И повторно не го решаваме проблемот. Знаете колку, значи, Сдружение на туристички водичи од Македонија дојде кај мене како координатор и помош за да им помогнеме на луѓето. Оваа криза, туризмот е на колена. Туристичките агенции не ги агрезираат туристичките водичи. Не сите имаат втора работа, туку тоа им е приоритетно и од тоа живеели. Не беа фатени луѓето со ова. Таксистите реагираат. 8 часот ние имаме полициски час. Разликата и функционирањето ги правеа во ноќните сати. Тие луѓе не се офатени. Од друга страна, имате пратеници, заразени, позитивни со решенија и ги носите на работа. Па зошто вчера гледам, може би е иронично во оваа ситуација, ама да го кажуваме, имаше еден бенд кој што беа облечени во скафандери и кој што имаше напишано зошто ние да не можеме вака облечени да свириме, да си ја работиме работата и да носиме парче леп дома. Реагираат угостителски работници. Дајте да доебе келнерот у скафандер. Дајте да го пререгистрирам во ковид ресторан за да можат позитивни со скафандери и позитивни келнери да работат. Луѓе, сериозна е работава во држава. И ние се занимаваме со 20 пратеници кои што немаше потреба да дојдат, за да дојдат и за да ја овинат опозицијата која што бара да се изгубија. Знаете, ова е еден turning point политички во кој реално и покрај сите скандали досега поради одредени, не знам, дали идеолошки флоскули, дали омраза кон одредени лоши политика и навистина на ВМРО ДПМН од минатото, голем дел од граѓаните, од оние неутралните, се уште гледаат барем нешто во СДСМ, но сега мислам дека ниту еден неутрален не го препозна ова како дека СДСМ не спасило нас од пакетот мерки и блокажата на ВМРО ДПМН и сите кои се неутрални, навистина се ревностни во критиките кон власта, особено тоа го говорам по некоја така кратка анализа на социјалните мрежи. Господин Златев, премногу е сериозна состојбата во државата. Ние имаме кревко стопанство. Ние немаме некои огромни гиганти, освен фирмиве кои што работат во технолошко-развојните индустријски странските зони, тук таму понекоја наша и извозно ориентирани. Јас доаѓам од Штип, од еден текстилен град, каде што текстилните компании со нивната ло работа наоѓаат работа од сезона во сезон. Ние имаме во моментот над 4000 граѓани кои што се пуштени на колективен одмор и огромна бројка на граѓани кои што се вратени под заводот за вработување, односно добиле отказ затоа што не може да се снајдат со работа. Ситуацијата во текстилната индустрија не е добра од како почна оваа криза. Да, особено затоа што и се намалуваат нарачките од странство. Така е, повеќе лон работа и никој не купува облека. Кој ќе купува облека, на кој му е приоритетот облеката, кога луѓето не можат само за витамини и за лекарства и за ПСР тестови да обезбедат средства. Па дури во Европа, кај ќе ги носи тие фармерки? И дајте, моливе, знаете, она што мене некако како човек ме нервира. Владата која што не успеа да обезбеди тестови за да ги истестираме граѓаните, владата која што не успеа да обезбеди вакцини за да почнеме ревносно да се вакцинираме, дава по мене, извинете на изразот, ама милостина на граѓаните во еден ваучер од 5000 денари и вели јас ви помагам. Еве, може да ви ги кажам еден спин со вакцините. Излегоа
прилози на сите телевизии, на сите медиуми дека власта ги вакцинирала новинарите. Ќе ви кажам, до ден денес вакцинирани се само оние новинари и медиумски работници кои имаат над 40 години. Сите кои сме под 40 години. Дел од нив стотина отидоа со манлата си Ивона ги однесоа во Србија да се вакцинираат, околу 100 души. Имаше таму и постари и помлади, другите не сме вакцинирани. Ајде вака сега. И не само што не сме вакцинирани. Сега ќе праќам, еве баш денес, после оваа емисија ќе праќам список до Сдруженијето на новинари на Македонија, кој треба да го доставиме до 28. Кога се јавувам да прашам, до кога ќе идеме вакцинирани ние, како за да им кажам на луѓето сега. Еве, јас сум тој кој одговорен, јас сум тој кој го прави списокот. Луѓето очекуваат одговори од мене, јас нормално ги прашувам. Во Зановен вика, извини, би требало да биде 28, ама немаме цврсти, нели, потврди информации. Тоа значи дека се фала дека ги вакцинирале новинарите, а немаат ни 10% од новинарите вакцинирани. Тоа го зборувам, Лупче. Значи, што се случува? Знаете ли дека во клиничките центри во држава, еве да не спомнувам, пошто ми се јавуваат пријатели, не се вакцинирани сите доктори. Па како новинари ќе вакцинираат, а доктори кои се најбитни не се вакцинираат? И пазете, ти имаат дневна работа, можеби не се во ковид центрите, ама имаат амбулантски прегледи на граѓани кои што идат по одредени потреби и тие влегуваат сите кај тие. Тие колеги работат заедно. Ние не успеавме уште сите здравствени лица да ги доизвакцинираме. Ние не успеавме вработените административци во здравствените домови и клиничките центри да ги извакцинираме. И од друга страна, ние дадовме помош на граѓаните. Не е ова помош, ова е обид за преживување на граѓаните. Ми се случи пред 2 дена да ми... А листата на вакцинирани се уште е класифицирана информација. Така е. Ми се случи пред 2 дена да ме сретне една граѓанин во Штип, жена која што работи во одредена конфекција, и да ме каже дека 4 месеци немаат земена плата. И ми вели, со граѓанин мој, 4 месеци плаќам кредит, а немам плата земено. Банките не толерираат. Банките не ни даваат поволности да не почекаат барем нас, социјалните или ризичните групи кои што немаме обезбедено средства да ги вратиме своите обврски. Тука треба да се фокусираме исто. Знаете што значи тоа? Луѓето не по своја вина одат на работа, не земале пари, ги чекаат и стопанствениците и граѓаните тие средства. Ама банките и другите режиски трошоци не чекаат во држава. Проблемот е многу сериозен, посебно финансиски. Од друга страна излегува премиерот, вика имаме пари, економијата оди во нагорна линија, кажува одредени бројки. Не е така работата, дајте симнете ги тие розовите ночари кои што ги носите и црвени се кај мене. Не. Дајте симнете, сериозна е темава за шегување. Да. Дајте симнете ги тие розови ночари, погледнете луѓе како живеат. Гладуваат луѓето. Не може да преживеат. Крај со крај не може да врви. Навистина е трагедија. Стравот кој што го имаме од оваа пандемија, од вакцинирањето, тоа сакав да го спомнам. Ние џабе, еве сега вие ќе се вакцинирате преку ваше воздружение, ќе се вакцинираат одредени други. Ако ние не успееме да вакцинираме поголем дел од граѓаните во Република Македонија, ја нема да се вакцинирам, антитела. Ништо нема да направи. Не тие што имаат антитела. Ама ако не ги вакцинираме тие што немаат антитела, поголемиот дел, ништо не сме направиле. Нема никогаш да ја ставиме контрола оваа пандемија во нашата држава. Да, и не само што нема да ја ставиме, туку работите ќе стануваат уште посериозни, а нас власта ќе не убедува дека се е во ред. Вчера случајно низ полициски час имав одредена работа, нели, поминував со својата дозвола и на еден од пунктовите поразговарав малку со полициските службеници, ги прашав како сте, ми велат па како да бидеме, велат со сати сме надвор и никој не почитува, ако казниме некој нас не гледаат за виновници, јас нормално тука и велам, а гледаш како вие ги носат во собрание, ајде да не збориме за политика, ми вели. Но тоа што се плаши. Да, се плаши. Нормално, ги разбирам, ама вели дека им најавувале дека е можно и полицискиот час да почнува од 16 часа. Ја ако не се лажам, денеска треба да има одлука на Комисијата за заразни болести, предлогот кој што видов и пред малку требало да помине на влада, па не е ни за чудо. Меѓутоа, ајде да речеме дека полицискиот час го оправдувам и секако го оправдувам, затоа што ова што ни се случи. И тоа да се вратиме на нешто што веќе го заборавивме.
Знаете дека пред 3 недели не убедуваа дека треба да почне пописот и 5500 попишувачи да тргнат по домовите, дека е А сега под контрола. од 16 Дека состојбата е под контрола. Видете сега што се случува во оваа држава. Значи, кога убедувавме дека треба да се одложи, дека не е во ред, да не зборуваме сега, да не навлегувам во проблемите со методологијата, што значи ќе навлеземе во сосема друга тема. Ма само пред 3 недели не убедуваа дека состојбата не е толку лоша и дека пописот мора да почне од 1 април. Да, после 19 дена размислуваме, еве како што велите вие, за зголемување на полицискиот час. Мерки мора да има, да се разберем. Состојбава е надвор од контрол. Се случуваат бројот на заболени и починати и Мичевски, многу се радикални овие мерки. Ама тие мерки треба да бидат проследени и со економски мерки. Значи овие Не здравствени може мене да ми забранат втора смена да работат луѓето во одредена фирма заради ковид мерки, а да не ми дадат државна помош. Не може да изгубат пари и пари се изгубија поради оваа ковид пандемија. Па цела индустрија пропадна. Тука 10 души дошле во нашето студио од компаниите што се за организација на настани, свадби и така натаму. 2 години немаат денар примено тие луѓе. Денар. Сите имаме пријатели, музичари, организатори на настани, ги знаеме нивните проблеми. И сега, додека малските кафичи доскоро работеа, овие луѓе не смеа да прават свадби. Додека пратеници влегуваат во собранието со државни амбулантни возила и за да гласаат, овие луѓе не смеат ни свадби да прават. Не, значи, или нека важи за сите, или нека не важи за никого. Не може мене, пак ќе кажам, со право ме казниле да платам 10 евра и си ја платив казната. Не знам, уствари, може и не ме платна, ќе ја платам казната, но не може мене да ме казнат, а да не го казнат оној кој направил прекршок и позитивен се шетал. Јас кој реално никој не сум ставил во ризик, возејќи се во мојот автомобил без маска, сум казнет, а не е казнет оној кој ставил 120 пратеници во ризик, 200 вработени во собранието, полициски службеници, здравствени, тие што го возеле у амбулантна вработени. Зашто? За покажување на сила? Или ќе важи за сите, или нема да важи за никој. Па тоа се тие двојни стандарди што оваа влада од самото нејзино доаѓање ги прави. Значи не ме гледајте што правам, слушајте ме што зборам. Тоа е нивната парола. Не ме гледајте што правам, слушајте ме што зборам. Едни стандарди за нив, други стандарди за граѓаните. Заев и Филипче носат ли маски кога се сликаат со моторите, нели собрани со другарите гушнати, таму не носат. И кога сме ние во полициски час, па се прават тури низ Македонија со моторите. За жал тоа е. Јас мојата дозвола секогаш објаснувам каде одам, што правам на полицајците. Никогаш приватно не сум ја злоупотребил да одам да се зафракавам. Секогаш службено сум ја користел, а он мене ќе ми се вози со мотор низ државата, ќе спие во хотел и ќе јаде во ресторани, иако сите ресторани се затворени. Во ситуација кога имаме огромен број на починати луѓе и неконтролирање на пандемија во држава во која што повторно ќе кажам, до моментот додека збориме се уште нема купено вакцина и внесено на територијата. Сега се налутив малку, ќе удрам и по вас. Како ви од ВМРО планирате ова да го средите со држава? Еве, вие како најголема опозицијска партија, единствена шанса во овој момент што ние имаме како држава да излеземе од ваквата јужноамеричка картелска ситуација во која владае беззаконие и олигархија. Јас ќе ве вратам малку поназад, на почетоците на оваа пандемија, кога ВМРО ДПМН излезе со предлог, стратегија и мерки, и финансиски, и здравствени. За жал, бевме одбиени од заев во тој период. Не знам колку е можно сега ова да се стави под контрола во моментот. Меѓутоа, дефинитивно, нефункционалност и неспособност. Мицевски, кажете ми како? Еве, како од сегашен аспект ќе го надминеме ова? Он нема да ви прифати вас ништо. Со промена на власт, Лјупче Златев, народот треба да стане и оваа неспособна криминогена власт да ја смени, затоа што гледаме дека двојните аршини постануваат во практика во оваа држава. Затоа што гледаме дека за едни важат законите, за други не важат законите. Затоа што гледаме при кршење на устави и закони, министерот за правда и министерот за борба со корупција ги правдаат тие потези. Затоа што гледаме дека додека здравствените работници година дена не се отидени дома и видени со фамилиите, министрите ни шетаат по Дубај и по Мексико и
кажуваат дека било ефтино и биле на службени посети таму. Тоа е тоа. Додека овој народ не стане да даде подршка на ВМРО ДПМН и на она што сакаме да го направиме, а тоа е подобра и попросперитетна и пред се безбедна и здрава Македонија, нема да се случи. Најавувавте жешка политичка пролет во Македонија во која ќе направите промени. Ние во изминатите 20 години цело време пролет, есен, цело време сезони ни најавуваат. Што планирате конкретно да преземете во периодот за да се избоксуваат? Дали сакате предвремени избори, не сакате предвремени избори, сакате експертска, техничка влада? Која е стратегијата на ВМРО ДПМН за излез од целата оваа ситуација? Колку и да звучи нереално, приоритет е безбедноста, здравјето на граѓаните и ставање под контрола на оваа пандемија во држава. Тоа оваа власт не може да го направи. Кој може да го направи? Ќе понудиме законски решенија, ќе понудиме измени кои што ќе помогнат и ќе олеснат економската и здравствената ситуација. Во собрание нема да ви ги прифатат, имаат мнозинство. Тие се демократските чекори и тоа е тоа што можеме да го направиме. Прво, масовно излегување ќе биде сега во недела на 25-ти, кога како ВМРО ДПМН активно даваме подршка на уставобранителите и кога ќе застанеме позади неправедно осудените лица. Васко Ефто вели за Орце Камчев да се ослободи, сте протестирали. Нема, те ве молам, ние имаме покрај политички и економски затворени граѓани, имаме и уставобранители кои што врз основа на лажни сведочења се заглавени таму. За да не бидам спинувано, ти веруете, оваа емисија ќе биде добро изгледана од власта. Јас уште еднаш ќе повторам дека насилното однесување не го оправдувам никогаш. Меѓутоа, неправилно... Ма джабе ој ќе ви го исечат, джабе го кажувате. Нека стои кај вас, за да го имаме. Со пропагандата не можеме никогаш да се справиме. Нека стои кај вас, барем ние да имаме за нас доказ дека... И никогаш нема да ги проверат факт чекерите, затоа што се на нивни платен список. И тој Филип и тој Владо, двајцата се кадри на СДСМ и сега нас ќе не цензурираат по социјалните мрежи, додека тие безочно лажат дека со храбар чин не спасили, никој тоа не го проверува со проверка на факти и така натаму, иако безбедноста на граѓаните и на беше ставена. Господин Злате, се додека граѓаните даваат подршка и се додека граѓаните не поддржуваат, има мотив плюс да се борам против оваа ненародна, криминогена и неспособна власт. Ве спомна Талат Џафери, не вас конкретно сите, вели вие од ВМРО дојдете ваму да гласате на 32-та седница, земавте патни трошкови. Вчера гледав Ал Џазира, Милка повторно, додека пратениците од опозицијата земаат патни трошоци. Само вие земате патни трошоци. Знаете што е смешно? Мира Дизел се откажали од патните трошоци. Знаете, не е пратени колешката повеќе. Си стави 200.000 евро од патни трошоци од джеб. Не би сакал да ги релативизирам вака работа. Знаете што е смешно? Повикувањето на пратениците на ВМРО ДПМН е да влезат во салата да гласаат за 32-та седница. А инаку тој ден имаше расправа по однос на точката за стратегијата за дискриминација, на која што единствено пратениците на ВМРО ДПМН дискутираат. Јас ќе побарам нешто друго. Ајде да видиме кој колку бил активен со својата работа. Не е само да дојдеш и да гласаш во собрание. Еве имам еден порак од еден социјалдемократа, пушти ми ја казната за маска да ја скинам. Не бе, јас сум чесен граѓанин на нашата земја. Ќе си ја платам маската, казната за маска, нема никаков проблем за плаќање. Може ли да ти дам еден предлог? Може. Да си ја платиш казната, оти многу поевтино ќе ти биде отколку некој да ти прави услуга. И ќе платам 1 евро за државата и 1 евро кај вице. Да го завршам ова што го зборував. За да нема никаков проблем. Значи 20 евра ми е казната. Да го завршам ова што го зборував. Значи, начинот на комуникација со пратениците и дека не биле присутни во салата не може да го диктира Талат Џафери. Уставот, за законите, законот за собранието и сите даваат право, обврска и можност пратениците можат да присуствуваат и да учествуваат. Можат по собствено убедување да гласаат или да не гласаат и да бираат на кој начин. Меѓутоа, за да стигнеш до гласање, има расправа. Знаете дека на таа 32-та седница, посебно на тоа последното законско решение, 25 дискутанти беа пријавени од ВМРО ДПМН и еден дискутант кој што не е од СДСМ, еден друг пратеник од поддржувачите на нивната коалиција. И сега,
дента имаше и одредени комисијски расправи, на кои што ВМРО ДПМН поднесе амандмани и дискутираше неколку сати. Не е чино само да излезеш, значи повторно ќе кажам, пропагандата која што ја правеа за да се дојде до ситуација од страна на господинот Џафери и владеачкото мнозинство, да се дојде во ситуација на една состојба дека не функционира собранието, за да може да ги донесат овие пратеници, не само за сега. Они знаеа дека имаат и за првата седница, за 32-та седница, доволен број на пратеници со Алијанса и Алтернатива. Претходниот ден го најавија тоа, а гледам дека и телефонски од вчерашната изјава на еден колега пратеник, дека телефонски најавиле дека ќе бидат таму. Тие знаеа дека ние ќе бидеме за пакетот мерки внатре. Значи, показна вежба за некои идни активности. И ако ова во оваа држава помине сега, значи, можеме слободно да ставиме клуч на собранието. Зошто го велам ова? Не, одамна не Пратеничката група не можеме да ставиме клуч на собранието, затоа што е највисок законодавен дом во државата и Србија има мултипродукција на реални шоуа, Задруга, Фарма и така натаму. Ние немаме толку медиумите пари во Македонија да продуцираме таков лепи игри за нашиот народ, па очигледно власта тоа го прави преку собранието. Еве, не олеснува продукциски да има нешто да се забавуваме. И ова изгледа, ова е буквално циркус. Театар ја би го нарекол и не би сакал да навлегувам во други квалификации. Институцијата сепак е најсериозна институција во државата, а однесувањето на поединци во институцијата дава слика за нив и за политичките субјекти од кои што доаѓаат. Да сепак да бидам на некој ниво за да го задржам интегритетот на самата институција. Да се вратам на ова што го зборам. Ова вчера што се случи е класичен упад во демократијата. Спремаме кривична пријава. Сакам да го видам јавното обвинителство и сите оние институции кои што ќе треба да постапуваат по неа, дали ќе имаат војни аршиви. Замолувам до вас, новинари. Ајде да пробате да го најдете тој инфектолог и да видиме каков документ има издадено за да може колега пратеник да учествува на седница треба од лекарска комора да му одземат лиценца при официјално издадено решение за изолација. И повторно не убедуваат дека со тој протоколот кој што го имаат за користење за домашна самоизолација на пратениците, кај што вели дека немаат симптоматологија поврзана со COVID-19, колешка која што сама вели позитивна сум, ама добра сум, ќе дојдам да ја спасам државата, ти ја внесуваат заразена во собрание. Не ја пречекува обезбедување, не ја пречекува служби, каде е однесена, како е однесена, по која траса се движела, зошто била тука. Ова е работа на државата која што треба да ја решиме во наредниот период, ама не да биде тема број 1, затоа што криминалиите и сето она што се прави, поделбата на тендерите и сите оние афери кои што ги имаме во државата, со пасошите, со марихуаната, мафија 1, мафија 2, со матичните броеви, не треба да бидат оставени на... Мислиш, многу го изнервиравте Талот во четвртокот, дури почна да употребува и термини кои така баш не се за во собрание, се баш за она како што спомнав за во реалити шоу. Така, употребувајќи го речникот на Змајот Шипова, вели цело време тука ме, нели, иш. Сега прашањето ми е, зошто многу го нервирате Талот? Од каде тој... Не, вака сега. Значи, господин Џафери знае дека не е во право и кога не е во право нервозен. Ние немаше потреба во четвртокот да трае толку таа фамозна 32-та седница, ама тоа беше поентата. Значи, ние држевме тука, ајде сега ќе глумиме дека се караме, не беше глума тоа, значи тоа беше реална кавга, морам да кажам, ќе глумиме дека тука има проблем, па ќе ја прекинам седницата. А имаше доволен број на пратеници, се заврши 3 часа. Тоа беше дел од тоа целото сценариј. Во четвртокот ќе направиме циркус, театар од собранието, ќе направиме дека не функционира, па во петокот, фамозна изјава, сите медиуми ја пренесува, председателот Џафери свика председателство, на кое што ќе се решава. Само за ваша информација. Координации со координаторите на пратенички групи се одржуваат редовно секој понеделник, а координации на председателството се одржуваат секој петок. Не беше ништо поразлично од минативе 65 петоци назад. Ама тоа беше тема во медиумите, посебно провладините портали. Собранието се состана, председателството да решава. Редовно состанување тоа на председателството секој петок.
И што се донесе одлука, и сега ќе пратиме еден допис за промена на протоколот. Пазите, со протокол кршат деловник, устав на државата, во кој што собранието е највисок орган во државата. Собранието прави контрола на министерството, кое што под него има некоја комисија за заразни болести. Комисија за заразни болести е некој орган, односно тело во самото министерство. Знаете колку е пониско тоа од собранието? И со протокол на тоа за гласање на позитивни пратеници. Тоа исто портирот да ми ги креира вестите. Вчера имаше еден колега, какви ќе ми бидат туку. Вчера имаше еден колега, поранешен пратеник, кој што многу го почитувам, кој што имаше една изјава, вели тоа е да Основниот суд во Берово донесе одлука како да постапува Врховниот суд на Република Македонија. И така е реално пластично прикажана ситуацијата во државата. Добри суди може би има во Берово. Не, сега Берово го земам затоа што ми блискот и од истокот, да не се разбереме, не сакам да го враќам. Добре, сакам да кажам нивото, значи Основниот суд во Берово да одлучува како да постапува Врховниот суд и да... Мицевски, ви благодарам навистина. Се надевам дека се обидовме да им објасниме на граѓаните и на слушателите што навистина се случува. Задача на медиумите е да бидат непристрасни. А непристрасно е да се каже дека е тотално забегано некој во скафандер да отиде и да гласа во собрание, па дури и да зависи се од него. А особено па во ваква ситуација кога ништо не зависи од тие два гласа. Благодарам на поканата да се бориме да успееме некако да ја станеме под контрола. Но запомнете ги овие лекции што сега ви се случуваат вас како политичка партија и немој утре кога ќе дојдете на власт навистина да се однесувате вака и да ја подценувате интелигенцијата на народот. Секако. Да се заблагодарам уште еднаш, да им се заблагодарам на сите здравствени работници и сите што се ангажирани во спречувањето и намалувањето на оваа ковид пандемија. На крај да ги поздравам и да им посакам побрзо оздравување на колегите пратеници, нормално враќање во пратеничките клупи и да се надеваме и да работиме сите заедно вакви скандалозни прекршувања на уставот, деловникот и рушење на демократијата во Македонија да нема во наредниот период. Се надевам дека вие како медиуми ќе успеете да истражите се поврзано со ова, дека кривична пријава ќе биде поднесена од наша страна и дека органите ќе постапуваат пропорционално како и со сите други и дека се помалку ќе имаме вакви тажни, чудни и недемократски моменти за разговарање. Ви благодарам многу. Почитувани слушатели, беше тоа уште едно издание на Утро со Златев, овој пат малку подоцна затоа што гостинот ни доаѓа од Штип, па дури да стигне, навистина проаѓа време. Беше тоа уште едно издание на нашиот утрински подкаст, во кој заклучивме дека можеби нашето собрание е замена за реално шоу, иако нашиот гостин не сакаше тоа да го прифати. Иако нашето собрание е реално шоу, тогаш пратеничка на која дојде да гласа во скафандер е нашата маца дискреција. Затоа што така дискретно се појавува, целосно нели забрадена во скафандер и гласа за некаков закон за кој нема ни потреба од неа да дојде тука. На сето тоа па дури вели дека самата си го платила амбулантното возило. Добре дојдовте во Република нашата земја, очигледно овде одам на работите излегле од контрола. Јас сум Љупчо Златев, денес е 19 април 2021 година, техничката реализација на Јане Јанков и Горан Лазаровски. Останете со фреквенцијата 107,4 FM и нормално читајте lider.mk.